Ни пристигна нашиот гостин, тој е Асан Даутовиќ, веќе ви го најавив, долгогодишен угостител и менаџер на Аликас. Добро утро, Аликас и Лав, едни од најпознатите ресторани. Асан, добро утро. Добро утро. Ке започнеме од ова што реков, долгогодишен угостител, сериозно долгогодишен, 25 години веќе во угостителството. Така е, веќе бидна 25 години од самиот почеток, значи со работата во делот на гастрономијата, во делот на угостителството. Моментално сум во работен однос во рестораните Аликас и во ресторанот Лав. Тука сме комши, се дружиме доста време и се надевам дека сите гости што ни доаѓаат дека се задоволни со нашата работа што веќе работиме долги години, со Аликас кој што постои веќе 8 години и Лав кој што е еден нов член на новото на семејството, со постоење од 1,5 година. Едно посебно катче, така јас би го нарекла, нели? Баш така би рекли, имаме некоја посебна енергија и самото место и самите луѓе што сме вработените, значи, па како и самите сопственици на двата ресторана се сите млади со млад дух, со многу ентузијазам работа, значи, во понатамошната работа на самите два ресторана. Едниот ресторан е ресторанот за свадби Аликас, кој што веќе постои 8 години, со капацитет од 400 луѓе, кој што има две тераси со отворено на отворено, баш под отворено небо организираме настани. Едната тераса е со 200 седички места, другата е со 150. И малиот ресторан, новиот член, како што рековме, Лав, тоа е со капацитет од 120 седички места. Се трудиме да направиме некои измени во начинот на работата на рестораните, нели? Кога ќе се каже ресторан за свадби, не мора да значи дека само е за свадби. Тука се прават и конференции, се прават настани, се прават убави како сајми, како изложби. Благодарение на тоа што го имаме самиот простор, па можеме да сработиме како што треба. Лесно адаптибилен е за разни настани. Токму така. Сега почнавме да работиме и со најновиот производ, наше готвеното јадење кој што го правиме за фирми поголеми, кој што има доста вработени, секогаш е свежо, секогаш гледаме да биде различно, да биде како што треба. За тоа сме и ние сведоци и можеме само да го потврдиме тоа. Како долгогодишен угостител, самиот знаеш дека покрај тоа што квалитетот е многу важен за гостите, мора постојано некои новинки да се внесуваат. Една од новинките е настанот, за кој што денес ќе зборуваме, главниот повод заради кој што си тука. Така, настанот го планираме веќе со господинот Филип Митревски, веќе неколку години, можам да кажам скоро 3 или 4, бидејќи еден од најголемите настани во Македонија што ќе се случува. Тоа е вечера која што се работи за 50 на луѓе, нема да имаме ништо повеќе, бидејќи ќе се работи на еден fine dining начин на служење и спремање на храната. Fine dining значи едно нежно, ново, можам да кажам фино послужување, ако го преведеме во буквално смисла на зборот. Се работи за 12 корса, тоа се следови или 12 различни јадења, направени, подготвени на повеќе различни начини на подготовка на храната, меѓу која е и молекуларната гастрономија, која се занимава со биохемиските и физичките способности на самиот производ. Стоп, тука се мора, значи, нешто покомпликувано, јасно ти е дека мора да подобјасниш. Така е. Прво молекуларна, така? Да, молекуларната гастрономија. Каква е таа? Таа се работи, значи, се занимава со биохемиските и физичките хемиски процеси, вклучување на подготовка и конзумирање на храната и пијалоците. Тоа значи да се смени структурата на самиот производ. Еве ќе земаме еден многу прост пример. На менито ќе имаме една шопска салата која што доматот ќе биде направено како течност, краставицата ќе биде во форма на сладолед, сирењето ќе биде во форма на самото на пена и така. Сега во моментов ова вчера го посетивме, да им кажам, на гледачите Аликас и меѓу фотографиите што ни ги покажа Асан, ова ми фати око и го замолив, потоа Асан му се јави на Филип за убаво да ни објасни за што станува збор. Вака, сега за ова јадење што го гледаме моментално на екраните е салата од октопод, која што е поставена подлога од авокадо крема, прашина од копар,
перли од лимета, чипс од грашок и ливчиња, значи од зеленчук, од мали, значи семиња. Значи требаше да прашам што нема. Што нема? Што нема. Да, и сето така. тоа вака убаво се сервирано. Се скоцка. Вака, Филип е еден од, он е македонец, всушност, од Куманово по потекло, веќе 10 години работи во Германија и е меѓу 20 топ 20 готвачи во Европа, кој што работи на многу модерен начин, на многу поразличен начин. Исто така, он е и доста добар, можам да кажам, фуд десинџер на македонски, нели? Ова се се негови, значи, работи, кои што он ги работи. Еве во моментов овде како што можам да видиме татар бифтекот со некои негови што ги прави како лепчиња, како семиња, како производи кои што он лично, значи самиот ги измислува, можам да кажам. Не ги нема, значи може да не биде повторување. Ќе имаме таа чест што на 24-ти он ќе биде тука и ќе готви во нашиот ресторан. Исто така тука ќе бидат и приклучени и 6 помали винарии, семејни винарии од Македонија, вклучувајќи и една винарија од поголемите, значи во Македонија. Направивме еден микс со доста богата програма, музичка, културно, се почнува со виолини, па имаме група, па имаме нови пејачи, кои што не се, да не ги навредиме или да не направиме некоја лошо искажана мисла, значи, луѓе со навистина да таа вечер се почувствуваат малку поразлично, малку да бидат на малку повисоко ниво и буквално да уживаат во вечерта што ќе ја пружиме. Два моменти се за прв пат кај нас. Прво, на некој начин рушите рекорд, затоа што досега во Македонија се имаат направено вакви вечери за максимум 7 до 7, значи, корсови или следови или јадења. А сега ќе ние бидат денеска ќе на 24 ќе имаме 12 плюс уште едно изненадување, тоа ќе го оставиме. Добро, и другиот момент што е за прв пат, иако рековме дека Филип е од Македонија, сепак за прв пат професионално ќе Токму така, значи, не можам да кажам гостува, што ќе прави професионално ќе готви. Значи ќе готви. Он прв пат се појавува во Македонија како готвач. Претходно има работено во неговиот ресторан во Куманово, семеен ресторан. Помално тука бил, значи, веќе на почетилците на самата кариера. Сега е веќе отиден многу подалеку и има работено за многу познати германски списанија, кај што ги декорирал јадењата, кај што има декорации, значи кои што се појавуваат со неговата фотографија и неговото јадење. И она што е исто така вредно за спомнување, што за нецели 24 часа веќе се било распродадено, така? Така, сите 50 карти, бидејќи мораме да го ограничиме бројот на гостите, сите 50 карти беа продадени за не повеќе од 24 часа. Аз би сакала за самиот крај да те искористам за уште еден момент. Јас во најавата кажав дека си и меѓународен судија за угостителство, тоа значи дека имаш учествуване на меѓународни надпревари, сосема логично, така? Така, да. Јас сум инаку и пиар член на Сдруженијето Гастромак, Сдруженијето на готвачи на Македонија, кое што е единственото сдружение кое е примено во Светската организација на готвачи и од кај нив имам добиено, значи, дипломата и лиценцата за која што можам, значи, да се пофалам дека сум првиот од Македонија кој има таа чест да биде меѓународен судија во делот на угостителството, не во делот на готвачите и гастрономијата, туку во делот на угостителството. И што треба да поседува еден судија за да стане судија? Па имаме доста, значи, префинет вкус, истенчен. Да, значи не само вкусот, туку доволно доста е битното да биде знаењето, значи по служењето, по протоколите, да се знае многу добро протоколот, да се знае начинот на послужување, имаме нели 3 видови на послужување. Самата естетика. Она што е најкомпликувано за секој кој ќе му наредат безброј вилушки, можеби од каде се почнува протоколот, така. Протоколот, да, и на самото однесување на гостинот и келнерот и послужувачот поново. И многу интересно на тие надпревари се случуваат, значи на тој надпревар имате
и готвач имате, и што се вика послужувач, и буквално се надпреваруваме во све, има многу убави мастер класови, со некои нови јадења, со некои нови изуми. Еве сега се појавуваме во Хрватска со наш мастер клас од Македонија, готвачите, ќе спремаат на лице место ајвар. 60 килограми пиперки носиме и ќе правиме ајвар на лице место. Тоа ќе биде еден мастер клас за подготвување на ајварот. Исто така ќе се прави мастер клас за подготвување на нашите познати пити. Ние имаме многу убави пити, домашни пити. И тоа ќе го направиме таму. Имаме и деца од средното училиште од Крушево кои што ќе се надпреваруваат на истиот надпревар. Дел се готвачи, дел се угостители. Како е рангирана, ако можам така да кажам, нашата македонска традиционална кујна на овие меѓународни надпревари? Па можам со сигурност да кажам дека сме на многу високо ниво и имаат многу големо почитување, нарочито балканските земји имаат многу големо почитување спрема нашите готвачи, бидејќи сме ние една од побогатите земји со природни, намирници, зборам зачини, како што се мајчина душица, што многу ретко ја има. Ние имаме дивата мајчина душица, имаме нани, имаме многу богата земја со такви намирници кои што навистина за жал многу малку и ги користиме, но кај да се појават, верувајте ми дека секогаш котираат многу високо. Не зборам само за на балканските, надпревари, зборам па и светските. Ние сме многу поврзани со балканските земји, сме поврзани со гастрономијата. Имаме доста сличности, исто тука и турската кујна, но нашите секогаш се на некое си помалку високо ниво и некако со многу почит и па некогаш и страв, да кажам, на тие надпревари имаат страв кога ќе кажат еве го готвачот од Македонија. Значи гастрономијата можеме да ја класифицираме некако нешто помеѓу наука и уметност, така некако? Па буквално е наука и буквално е љубов спрема тоа што го работите. Како и секоја работа. Ако имате љубовта секогаш, стигате до тоа цел што сакате да ја постигнете. И ти како судија меѓународен, а и Аликас, колку што разбрав, ги поддржувате средните гостителски училишта. Токму на кој така. начин? Ги поддржуваме со нормално, нели, секогаш многу сме слаби околу делот финансискиот и тие работи, ги поддржуваме така. Јас сум ментор на, ја имаме и као мала мини школа, што би се рекло за келнери, за послужувачи, за шанкери, кои што работиме во нашите ресторани. Одржуваме мастер класови, ги носиме, гледаме да им помогнеме околу чини, све што треба кога се оди на еден надпревар. Буквално колку можеме со нашите два ресторани и со нашиот капацитет на луѓе и знаење што го имаме да го споделиме со тие деца. Асан, ти благодарам многу на ова гостување. Дали да прашам за што е следно или е прерано за нешто следно? Сега сте фокусирани околу овој настан на 24 март, што ќе биде? Следно ќе биде уште еден рекорд. Тоа ќе биде септември или октомври. Ќе биде македонска вечер со сите готвачи од Македонија. Зборам, идејата ми е да биде веќе пола 50% од целата идеја завршена. Од секој град од Македонија да има по еден готвач кој што готви специфични и традиционални јадења од таа област, од кај што ќе дојде самиот готвач. Убаво. Гледаме дека не мирува Аликас, но